Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што ние ги подготвивме за денес, а се разбира ќе ви ги доставиме вам преку разговорот во студиото. Нешто за кое што многу малку се говори, ми се чини кај нас, односно кога се однесува за проблемите на младите, употребата на дрогата и психотропните супстанции. Во нашава земја, како и во повеќето земји од регионот, во последниве 30 години итекако се соочуваме со голем проблем околу употребата на психоактивните супстанции. Во контекст на ова надлежните институции, многобројни граѓански организации се трудат и преземаат соодветни мерки, нели, за да се надминат сите овие проблеми кои што произлегуваат како од производството, така преку трговијата до употребата на дрога. Пред повеќе од месец дена, граѓанското здружение ХОПС излезе со едно истражување кое беше направено за потребите на младите кои што се изложени на ризик кај нас во нашава земја, се разбира, за употреба на психотропни супстанции. Денеска веќе со мене во студиото е Владко Деков, кој што е програмски менаџер на ХОПС. Со него малку ќе поразговараме за ова истражување, какви се резултатите, кој се беше опфатен во ова истражување, дали беа вклучени некои други институции од нашава земја, се разбира, ќе ни каже нешто повеќе за сето ова. Секако целта ни е со овој разговор малку повеќе да делуваме и на повозрасните, малку повеќе да поведат, како да кажам, сметка да се загрижат околу младата генерација, за да некако, ајде да кажам, да го спречиме ширењето и употребата на дрога. Вака малку надолго и на широко во најавата сакав да истакнам некои работи, пред се да ви се заблагодарам што одвоивте време и добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на ТВ Сонце. Така. Ми се чини дека овој проблем не е од сега, како што кажав, веќе 30 на години, како кај нас, така и пошироко. Се со цел, нели, да се дознае повеќе за состојбата кај нас. Вие направивте едно истражување, излеговте со соопштение пред повеќе од месец дена, некаде 21 февруари беше соопштението ваше. Меѓутоа, на почетокот првин би сакала да ни кажете за ХОПС нешто повеќе. Така, организацијата ХОПС Опција за здрав живот Скопје постои, оваа година славиме 25 години од формирањето на организацијата. На 18 април ќе имаме промотивен настан јубилеен, така, кој што ќе се одржи во јавна соба и целиот настан ќе го води Игор Џамбазов, така да поканите сте вие како медиумска куќа. Ние сме една од првите организации која што беше формирана во регионот, не само во Македонија, во регионот на Југоисточна Европа, кој што започна програмите за намалување на штети од употреба на дроги, и тој дојде како резултат на едно истражување кој што беше наречено хероинска епидемија во Македонија. Истражувањето беше направено од страна на покана на Македонија од двајца меѓународни истражувачи. Едниот беше тогашен директор на Центарот за јавно здравје од Љубљана, а вториот од професор за зависности од Холандија. Тие дојдоа во Македонија во средината на 90-тите години, направи истражување и утврдија дека токму во тој момент има доста луѓе кои што употребуваат дроги, претежно хероин. И како резултат на тоа се формираше ХОПС, Опција за здрав живот Скопје, и од тогаш па се до денес организацијата разви голем број на програми, најпрво во градот Скопје, а потоа со поддршка на Министерството за здравство на Република Македонија и на Глобалниот фонд. Тоа е една меѓународна организација каде што најбогатите држави ги финансираат програмите на посиромашните држави, како што беше Македонија во 2000-тите години, и ХОПС се успеа да развие такви програми за намалување штети од употреба на дроги во 13 градови во Македонија. Сега сме фокусирани претежно во градот Скопје, меѓутоа сите тие 13 програми си постојат и ги водат локални граѓански организации од други 12 градови кај нас. Ние во главном нудиме помош за младите луѓе кои што употребуваат дроги. Имаме психолог, психијатар, социјален работник, доктор и правен советник.
Имаме неколку видови на програми кои што се фокусирани според потребите на самите луѓе кои што употребуваат дроги. Така да една од програмите ни е фокусирана на да се намалат штетите од употребата на дроги и тука работиме со активните корисници на дрога. Целта на програмата е да се мотивираат за третман, ги препраќаме до центрите за лекување и таа е прва или базична програма. Понатаму имаме програма која што е фокусирана на ресоциализација и реинтеграција на луѓето кои употребуваат дрога во општеството. И тука повеќе работиме со луѓето кои што веќе се на третман, се лекуваат од зависност или го завршиле тој третман, па сега имаат потреба од дополнително вклучување во општеството, затоа што ако не се направи тој чекор, многу често тие се враќаат повторно на употребата на дроги. Да. Тој цел склоп на програми и на услуги, ние во текот на една година контактираме во просек негде помеѓу 800 до 1000 различни луѓе кои потребуваат дроги. Значи, во текот на една година? Во текот на една година, да. Значи, ние имаме голем број на програми, имаме 3 центри во градот Скопје, и меѓутоа имаме и теренско возило и секој ден одиме на терен и работиме на одредени отворени подрачја или во домовите на луѓето кои што го имаат проблемот. И секогаш на терен се нудат различни типови на услуги во зависност од потребите. Најмалку 20 стручни лица се дел од теренскиот тим. Некогаш тоа е доктор, некогаш е социјален работник, некогаш е психолог, доста често во последните години се и правник, заради одредени правни советувања на луѓето кои што го имаат проблемот со употребата на дроги. Ова е, не кажеме во кратки црти, тоа е едната програма. Другата програма е работиме исто така со сексуалните работници. Таа програма настана 2001 година, затоа што увидовме дека никогаш тие два проблема се исповрзани. Односно, дел од луѓето кои потребуваат дрога, почесто жените, што меѓутоа не се исклучени и мажите, почесто жените, некогаш се вклучени во таа индустрија на давање на сексуални услуги. И затоа едно со друго поврзано. Не е правилно, меѓутоа имавме такви случаи, решивме да развиваме програма и за сексуалните работници. Програмата е за превенција на ХИВ. Меѓутоа во исто време и овозможуваме гинеколошки прегледи. Значи се со една цел да се на некој начин спречат ширењето на одредени крвно и сексуални преносливи инфекции, меѓутоа да им се даде поддршка на овие, повторно кажам, најчесто се жени, да подобро да живеат, дури и можности за излегување од таа работа, нели од сексуалната работа, доколку тие кај нив е јак мотивот и ги поврзуваме, нудиме можности за дополнителна едукација. Имаме соработка со други граѓански организации, со државни институции и работиме значи и со таа популација. Тие се двете клучни прашања со кои што работиме. Баш на она што сте фокусирани. Ајде малку да се задржиме на истражувањето. Кажав дека направивте едно истражување за проценка на потребите на младите кои што се изложени на ризик во нашава земја од употреба на психотропни супстанции. Како дојдовте на идеја и зашто токму сега во февруари? Така, всушност дали е тоа дел од акцискиот план? Од акцискиот план на владата, затоа што во Македонија постои нели таа национална стратегија за дроги во 2021-2025, тој петогодишен период. Меѓутоа во рамките на таа стратегија има и акциски план. Во акцискиот план не беше наведена активност поврзано со истражување на младите, односно за безбедноста во ноќниот живот. Меѓутоа ние, пошто работиме и регионално, во соработка со други граѓански организации, едната организација се нарекува Регенерација од Белград, а втората е Удруга Тера од Риека од Хрватска. На некои конференции на кои што заедно сме биле, споделивме дека сведоци сме дека во текот на ноќните излегувања се случуваат најголемиот дел од и употребата на психоактивни супстанции, меѓутоа и друг тип на проблеми кои што ги засегаат младите. И решиме да аплицираме еден проект во програмата Erasmus+, тоа е една програма на Европската унија во која што и трите земји можат да аплицираат. И аплициравме токму со таа намера да направиме едно истражување чиј фокус ќе биде безбедноста на младите во ноќниот живот со посебен осврт на употребата на психоактивните супстанции
во ноќниот живот на младите. Така да истражувањето го направивме во трите земји. Ние во Македонија, ХОПС како организација беше задолжена да ги спроведе кај нас. Ние го спроведовме минатата година негде токму во период кога беа летните одмори, јули-август месец, и истражувањето беше онлайн. Морам да потенцирам дека ова не е сеофатно истражување, затоа што е направено само онлайн. И при такво истражување пристап до истражувањето имат само оние кои што го виделе таа можност, кои се на социјалните мрежи, и во период од 5-6 дена во истражувањето учествува 119 млади на возраст од 18 до 35 години. Најголемиот дел од испитаниците беа на возраст од 21 до 25 и од 30 до 35 години, тука негде 30%. И добивме некои од резултати кои што некои од нив ги очекувавме, ама некои не ги очекувавме од овие резултати. Например, очекувавме дека значен дел од нив ќе кажат дека употребиле психоактивна супстанца од последниот месец. Добивме информација дека речиси 50% од нив употребуваат супстанци при ноќните излегувања. Најголемиот дел од нив рекле дека употребуваат алкохол како супстанца, што и не ни беше чудно, односно тоа беше очекуван податок. Меѓутоа, податоците во однос на употребата на другите психоактивни супстанци малку и нас не изненадија, посебно за одреден тип на психоактивни супстанци. Така, например, кај канабисот, најголемиот дел, да речиси, само да се подсетам тука, пошто имаме голем број на податоци, значи, речиси 90% од оние кои употребиле субстанција во последниот месец употребиле алкохол при ноќните излегувања. Канабис се употребиле 35% од вкупниот број на испитаници или 71% од испитаниците, тоест 71% од оние кои употребиле субстанци во последниот месец. Сега доаѓаат оние податоци кои што нам ни беа најзагрижувачки, а тоа е дека кокаин употребиле 24% од вкупниот број на испитаници, односно речиси 50% од оние кои употребиле субстанци во последниот месец. МДМА или екстази употребиле 21% од вкупниот број на испитаници или 42% од оние кои употребиле субстанци во последниот месец. Амфетамини користиле 17% од вкупниот број на испитаници или 34% од оние кои употребиле субстанци во последниот месец, и магични печурки употребиле 6% од вкупниот број на испитаници, односно 13% од оние кои употребиле субстанци во последниот месец. Останатите видови на психоактивни субстанци е со помал процент на употреба, односно под 10%, и затоа не ги навидуваме како Значи буквално секаква друга се употреба. Да, имаме буквално секаква, со тоа што сега забележителен е трендот на намалување на употребата на хероин. И употребата на психоактивни субстанци со инјектирање со шприцигла. Значи имаме тренд на намалување на такото употреба. Ако е нешто добро, тоа е доброто. Тоа е доброто. Во ова лошо што. Да, инаку претходните години, претходните декади, децении, почнувајќи таму негде од почетокот на 90-тите години, па до пред 5-6 години, една од осем канабисот, втора употреба на субстанца беше хероинот. И најчесто хероинот се употребуваше со инјектирањето, што е многу ризичен начин на употреба на дрога, затоа имаше и доста предозирања, па тоа е исто начин на пренос на други крвни преносливи инфекции. Така да сега младите очигледно сега многу повеќе употребуваат така наречени синтетички дроги, односно субстанции кои што они ги нарекуваат апери, тоа се ги кокаинот, МДМА и амфетамините. Апери ги нарекуваат затоа што го подигнува нивното расположение и нивната енергија, додека хероинот е тоа кој што е даунер, односно го спушта расположението, и затоа тие се такви, млитави, им се спие и слично. Така да очигледно дека младината сега многу повеќе протежира употреба на таков тип на психоактивни субстанци, што пак од една страна и е разбирливо. Имајќи предвид дека ние претходниве години со ковид епидемијата бевме затворени по дома, целата ситуација беше таква, да кажеме, апатична, несреќна, и очигледно тука ја гледаме и причината зошто тие сега користат сосема поинаков тип на психоактивни субстанци кои што ќе ги направи активни, енергични и среќни. Така.
така да веројатно ова ќе треба многу повеќе дополнително да се истражува, меѓутоа сегашните да. податоци со кои што располагаме укажуваат на тие трендови. Кои други прашања им беа поставени освен тоа што употребува? Така, имаше дополнително други типови на прашања, например начинот на употребата на супстанците. Спомнав дека сега имаме тренд на намалување на употребата со инјектирање, значи од вкупниот број испитаници само двајца рекле дека употребиле супстанца со инјектирање. Најголемиот дел од испитаниците рекле негде 89% дека употребуваат супстанци со готоње, односно со пиење. Околу 80% исто така спомнале дека употребуваат супстанца и со пушење. Така да веројатно како резултат на употребата на канабисот. Тие се најчестите начини на употреба на психоактивна супстанца. Други прашања кои што се актуелни или кои што ние ги испитувавме тоа како ја оценуваат безбедноста во ноќниот живот и на скалата од 1 до 5 тие рекле безбедноста на ноќниот живот во Македонија го оцениле со просечна оценка 3. Значи не е дека не безбедно, меѓутоа и не е дека се чувствуваат безбедно. Скала од 1 до 5. Од 1 до 5, средната оценка е 3. Значи средната. Да. И тука исто така малку навлеговме во однос на тоа со какви проблеми, да, зошто. Тие велат дека негде 66% од нив рекле дека најголем проблем во текот на ноќните излегување имале со другите посетители на настанот, дали е тоа кафич, дискотека или што и да е. Потоа на второ место е проблем со полиција и на трето место е проблем со обезбедувањето на објектот. Понатаму исто така прашувавме дали се обратиле кон некого, односно дали побарале помош. Така. Исто така најголемиот дел од испитаниците рекле дека побарале помош, најчесто речиси 70% се обратиле кон познаници или пријатели. На второ место е обезбедувањето на објектот, што од една страна некош може да биде проблем од обезбедувањето, меѓутоа и од друга страна обезбедувањето знае да даде и поддршка кога станува збор за друг тип на проблем. И на трето место се одредени други граѓански организации или државни институции. Како место каде што тие се обратиле. Ова е посебно во однос на безбедноста во ноќниот живот. Меѓутоа, би сакал тука да напоменам дека еден од податоците кој што исто така многу значен е употребата на повеќе видови на психоактивни супстанци во текот на една вечер. Значи ние ги прашавме колку тие знаат и се запознаните со ризиците од употреба на психоактивните супстанци. Така, многу важно прашање, да. 96% од нив рекле дека тие многу добро се запознаети. Меѓутоа кога одиме малку подлабоко, сепак. Да, добивме податоци кои што не го потврдуваат нивното знаење. Например, површно са. Речиси 50% од нив рекле дека употребиле психоактивна супстанца за кој што поима немат за каков вид на психоактивна супстанца. Воопшто не знаеле што зеле. Што зеле. Исто така значаен процент од нив, речиси 50% исто така, рекле дека во текот на ноќта употребиле различни видови психоактивни супстанци, односно ги комбинираат. Најчесто тоа е алкохол и некоја друга нелегална супстанца, дали тоа ќе биде канабис, дали ќе биде кокаин или амфетамин или слично, што исто така укажува на ризично однесување, затоа што комбинирањето на повеќе видови на психоактивни супстанци е ризичен начин на употреба, кој што може да предизвика и предозирање, дури смртен случај, или во други здравствени последици да имаат младите. Така да, кажувањето дека имаат познавање за ризичната употреба не се потврдува со другите, со нивното однесување. Значи имаме диспрепанција меѓу знаењето и примената на тоа знаење. Меѓутоа, друга работа која што можеби е исто позитивно е тоа што речиси 50% од нив се има тестирано за ХИВ. Околу 30% се има тестирано за хепатитис С, хепатитис Б и за некои други крвни сексуално преносливи инфекции. Значен процент од нив, над 50%, знаат каде те да направат тестирање за овие крвни сексуално преносливи инфекции и тоа пак е некој податок кој што не радува и е укажува на тоа дека во најголемиот дел ги бираат граѓански организации каде може да се тестираат, меѓутоа и некои од државните институции. Значи, ако зборуваме за тоа некоја крвно и сексуално преносливи инфекции, тука младите стоат многу подобро во однос на знаењето, меѓутоа и на
на она што го практикуваат. Ако речиси 50% од нив се тестирале за хепатитис С, 25-30% за хепатитис С, тоа е добар податок дури и во пошироки рамки, не зборуваме само за регионот. Имајќи предвид дека станува збор за млади луѓе. Да, а дали имаше прашање во однос на тоа од каде ја набавуваат дрогата? И како? Немаше прашање од каде ја набавуваат дрогата, меѓутоа ние пошто секојдневно преку нашите центри, ХОПС има 3 центри во Скопје, и тука доаѓаат млади луѓе кои што употребуваат дрога. Бидејќи тоа е најголемиот проблем, бидејќи е лесно достапна во денешно време, ми се чини. Така е, лесно е достапна. Премногу лесно достапна. Лесно е достапна и јас мислам дека тоа ни зборува и нашата пракса, меѓутоа и праксата на другите земји. Ние можеме да направиме најригорозни закони и слично. Другата повторно ќе си го најде патот. Например, во затворите исто така има многу дрога. Да, за жал. Значи, во една зграда, каде што имаме неверојатно обезбедување, повторно има. Но тоа укажува на некој друг момент сега, да не набегуваме. Да, можеме тука да зборуваме за корупцијата меѓу нели кадарот кој што таму работи и слично. Меѓутоа, дефинитивно има постојат повеќе начини на набавка на дрогата. Во последниве години значаен дел од набавката оди и преку интернет. И преку интернет. Да, преку интернет се набавува и тука можностите за тоа да се спречи се многу помали. Мислам, органите на прогонот ги знаат сите овие работи, постои така наречен посебен dark web, каде што тоа е посебна платформа на интернет каде што младите луѓе со пристап може да нарачуваат одредени психоактивни супстанции. Сега начинот на кој што доаѓа до нив е исто така различен. Значи, плюс дилерите секогаш чекор пред полицијата. Ние можеме да имаме најдобри тренирана полиција. Тоа е чудно зашто е секогаш така. Секогаш е така и али добро е да постојат нели соодветни програми, тоест активности од страна на полицијата каде што нели ќе се сопрат тој начин на продажба. Сега за сега гледаме дека тоа кај нас не е баш многу успешно. Така. Ќе видиме како ќе биде во иднина, меѓутоа тука исто така треба да се нагласи дека често пати полицијата знае да интервенира на одредени музички настани и слично. Па таа ноќ во полиција често пати поминуваат млади кои што можеби пиеле само кока-кола или едно пиво. Тоа исто така треба да се промени. Ние сме во секојдневни контакти со полицијата и сега во насока на подготовка на новиот акцијски план за дроги на Република Македонија, каде што има и представници на полицијата, токму разговараме за тие можности. Како да полицијата подобро да врши својата работа, да не дозволи продажба на психоактивни супстанции, меѓутоа од друга страна и да младите не се чувствуваат загрозено кога секој вечер во кафичето ќе им биде невозможно да ги посетуваат тие кафичи како резултат на полициски раци. Знаете, младите беа затворени 3 години дома после епидемијата со ковид и не смееме да им го направиме ноќниот живот недостапен на младите, затоа што тие секогаш ќе најдат начин за да се забавуваат. Па дури за време на ковид пандемијата се правеа журки, надзор од градот во викендици и на тој начин исто така ризикуваме да ако нешто се случи, да младите не може да го добијат, да кажеме, медицинската интервенција, затоа што сте многу на страна и така натаму. Значи, добро е младите да ги имаме во градот. Застапено и тоа, да. Во градот да ги имаме во кафичите, во места каде што тие изликуваат, да не ги тераме надвор од градот. Значи, ако направиме поголем притисок, тие тука ќе ги снемаме, меѓутоа ќе бидат на друго место и никој нема да има никаква контрола, да. Така. Во однос на јавните политики? Да, спомнав дека кај нас младите сакаат да бидат вклучени во јавните политики. Над 90% од нив сметат дека не се доволно вклучени при креирањето на политиките на државата, на министерствата, а се однесуваат на младите. И меѓутоа има една промена за разлика од пред 4-5 години, а тоа е дека речиси приближно 40-50% од младите рекле дека некогаш учествувале во некаква се активност која што била поврзана со прашање кој ги тангира младите.
што е зголемување во однос на едно истражување кое што е правено во 2019 година, каде што 19% чинам дека беше на млади кои што рекле дека биле дел од некоја граѓанска активност. Така да од една страна кажуваат дека треба да бидат повеќе вклучени, а доколку државата не ги вклучува или институциите, тие наоѓаат начин како преку граѓански организации или некои други граѓански активности да бидат вклучени во таков тип на активности. Дали ова истражување го доставивте до некои од нашите институции кои што нели треба да ги знаат овие информации? Така е, да, ние на промоцијата на истражувањето ги поканивме сите државни институции и имавме беа присутни од Министерството за здравство, од Институтот за јавно здравје, чинам дека беа и од Министерството за труд и социјална политика. Секако ние го испративме истражувањето до сите надлежни и референтни институции и се надеваме дека тие при креирањето на нивните годишни програми, акцијски планови ќе го земат во предвид истото и ќе постапуваат согласно овие сознания и информации кои што нели сега ги имаме. Така. Кога спомнавте дека кај вас доаѓаат нели ајде како да кажам луѓе млади секако на поразлична возраст, ме интересира на која возраст најчесто доаѓаат да побараат помош кај вас, за да се посоветуваат како понатаму да ивет можеби да се излечат. Најчесто доаѓаат тек после 25-та година. Значи веќе кога го имат сериозно проблемот. Значи во доцна фаза. Во подоцна фаза. Меѓутоа тоа не значи дека не доаѓате во порана фаза. Посебно затоа ние имаме теренско возило кое што е секојдневна терен, каде што ако они не доаѓаат, ние се трудиме да ги најдеме нив. Тоа е идејата на теренската работа. Како ги наоѓаат? Па ви дава некоја информација дека има неговиот близок проблем, така? Тоа е едниот начин. Вториот начин е секогаш ние во теренскиот тим гледаме да вклучиме млади луѓе кои што имаат пристап до таа популација. Така. Или биле дел од таа група, или имат некаков си пристап преку пријатели, познаници, брат, сестри и слично. Значи, нив ги нарекуваме теренски работници, значи без оглед на професијата која што тие имат. Значи, тие не се главното контакт лице за допир до популацијата која што употребува дрога, а вториот или третиот член на тој теренски тим е секојаш професионалец, дали тоа е социјален работник, доктор, психолог, правник или како во зависност од потребите на луѓето кои што ги контактираме. Така да тоа е најчесто начин до кој што ние доаѓаме до таа најмладата популација. Сега тука има уште еден проблем, а тоа е дека ние не можеме да ги контактираме младите под 18 годишна возраст без знаење и дозвола од страна на родител. А ние знаеме дека токму во на таа возраст кога младите почнуваат да употребуваат дрога, тие се кријат од секого, најмногу од родителите. Точно така. И сега имаме ситуација кога таа целна група е нај како да кажам, најтешко да се допре до нив. Така е. И сега имаме ситуација кога ние имаме контакт со младо лице кое што гледаме дека употребува дрога, можеби ги гледаме и првите знаци на зависност. Тој не сака да контактираме со родителите. А не можете ни директно со него. А не можеме директно да му даваме услуги. Значи ние кога да знаваме, не смееме да му дадеме услуги и тука имаме проблем. Ние, ако ме верувате, од 2010 година го потегнавме оваа прашање за да се направи посебна програма за лекување на млади под 18 години. Ние од тогаш до ден денес таа програма иако се напиша, значи ја има на хартија. Кој треба да ја одобри? Владата. И не е одобрила не е одобрена, значи а сте кажале колкав е проблемот. Значи таму во пишувањето на таа програма беа вклучени луѓе од сите значени институции, од Министерството за здравство, од Министерството за труд и социјална политика. И мислам дека 5-6 години стои програмата во ФИОКа направена. Не ги знаеме причините поради кои не е таа програма во функција. Меѓутоа, ние ги гледаме последиците од тоа, затоа што не може млад човек да се лекува под 18 годишна возраст заедно со возрастни луѓе. Тоа е стручна грешка. Так. Значи, тоа е и за други видови на болести, посебно за болести на зависност. Значи, треба да постои посебен вид на програма за лекување на млади, на малолетници. Так. За жал ние ја немаме таа програма. Направивме многу активности, ги однесовме нашиве доктори, они кои се на позиција да носат одлуки во Виена да видат како таму функционира таа програма. Понатаму ги донесовме луѓето од Виена, направивме огромна конференција тука во Скопје, на која што зборува и министри и така натаму и сите. Меѓутоа кај нас само се зборува, никако да се преиде во акција. Некако дури успеавме да се направи програмата,
Меѓутоа во пракса немаме ништо. Во реали, да. Да, така да се соочуваме со многу предизвици за кога станува збор за употребата на дрога. Не е едноставно прашањето, многу е сензитивно за сите и бара координиран пристап. Така. Бара да сите не можете само вие како граѓански здруженија да го решите проблемот. И работиме во еден дел. Ама останатото тоа се прашања кои што треба државата, односно институциите да си го преземат. Ние не можеме целокупното прашање да го решиме. Така. Ме интересира од оние кои што вие ги наоѓате од оние на терен, ваши соработници што се, колку од нив во процент прифаќаат да бидат лекувани? Има ли поголем број барем? На почетокот потребата за лекување ние тие не ја гледаат. Они најчесто сметаат дека јас ќе преставам да кога ќе посакам, меѓутоа колку повеќе земаат од супстанцата, сега тука има многу битна улога и с кој вид на супстанца зема. Меѓутоа, значи со тек на време стануваат свесни дека ситуацијата не е баш така розова како што мислат. И во разговор со нашиве стручни лица прифаќаат да бидат препратени до соодветна програма. Ние кај нас нудиме можност за психотерапија, меѓутоа најчесто за одредени видови на психоактивни супстанци не е доволна само психотерапијата. Барем во некој мал период потребно да се земат и одредени на видови на лекарства. Така да тогаш се добиваат најдобри резултати. Понатаму ние повторно им нудиме можност да преку психолог, психијатар, социјален работник да се ресоциализираат и да се интегрираат нели кај нас. Процентуално не знам, не можам да ви кажам затоа што тие бројки постојано се менуваат. Се менуваат, така. Сега неизбежно е да спомнеме и националната стратегија во која што сте вие нели дел како граѓанско здружение. Кои се, како да кажам, активностите кои што треба да ги преземете за националната стратегија 2021-2025, бидејќи акцискиот план 2021-2023 веќе помина. Да. Ние сме сега во фаза каде што се изработува акцискиот план за оваа стратегија за последниве две години, значи 2024-2025, веќе 24 поминува. Така, да. Последнава средба ја имаме закажана за 12 април во просториите на Министерството за здравство, каде што ќе треба да се финализира овој акциски план и понатаму владата на Република Македонија треба да го усвои тој акциски план. До сега секогаш ги усвојувала, се надам сега тука малце проблем, нели не следуваат парламентарни избори, меѓутоа како го дали пред или после, јас верувам дека било која влада да биде ќе го усвои тој акциски план и тој акциски план е всушност насока кој што си ја задаваат самите институции што би работеле во следниве година и пол за реализација на националната стратегија за дроги. Предходниот акциски план ние направивме евалуација колку тој е спроведен, се утврди дека во одредени подрачја воопшто не е спроведено или многу малце е спроведено, така да затоа и во новиот акциски план за следниве години и пол дена значаен дел од тие активности кои што не биле спроведени сега само ќе бидат ставени за тие да бидат спроведени во следниве години. А зошто не биле спроведени? Тоа е исто прашање зошто не биле, како едно не главните... само да се направи нели стратегија и план, меѓутоа треба тоа да се реализира за да доведе до некои резултати кои што се очекуваат. Неколку причини сте. Една од првата причина е тоа што луѓето кои што ја пишуваат стратегијата и акцијскиот план, кои што доаѓаат или тоа само се прави тоа е листа на желби. Најчесто тоа би сакале. Да. Ама не се проценуваат колку се реалните можности и тоа е една, како да кажам, пубертетска болест која што ја имаме ние како држава, кога ги градиме нашиве стратешки планови, ајде да ставиме и тука да ставиме се што е можно да ставиме. Меѓутоа тоа е невозможно да се реализираат како така. Тоа не е невозможно да го реализира било која држава која што е многу побогата, со многу поголем систем, со поддршка и така натаму, кој што подолго време го имаат на крајот на крајштата овој проблем. Значи потребно да бидеме практични и да се фокусираме на клучните проблеми кои што навистина ќе бидат решени. А вака испаѓа дека имаме стратегија само за хартија и да се фалиме дека имаме како таква стратегија. Според ова што го говориме досега ми се чини дека вие повеќе како граѓански организации придонесувате за решавање на овој проблем отколку државните институции. Во еден дел можам да кажам да, иако тоа не е незахвално јас да не треба да биде така. Не треба да биде така. Само ова ќе ви го кажам како пример. Сите досегашни национални стратегии за дроги и акцијски планови се направени како резултат на финансиска поддршка од граѓанските организации.
Ниту една влада до сега кај нас, ниту едно министерство. Тоа за нив не е важно. Не е важно. Значи, ние сме тие кои што го водиме целокупниот процес, ги собираме. Да, решението го дава соодветното министерство и владата, се формира работна група, меѓутоа на иницијатива наша, ние ги наоѓаме финансите средства, што најчесто се од други амбасади или фондации кои што постојат кај нас. Значи, што да кажам, значи, во оној момент на координација на целиот проблем кај нас, наместо да биде во меѓуресорската комисија за дроги, кој што постои на ниво на влада, ја преземаме ние. А тоа не е наша задача. Мислам, ние би биле најсрекни тоа да си го работат група се вклучува во процесот воопшто? Така. Работната група се вклучува во процесот? Од страна на владата. Меѓуресорската комисија за дроги сметате. Значи, меѓуресорската комисија е вклучена во најчесто и пошто во таа меѓуресорска комисија се исто членови од соодветните референтни министерства и институции. Па да, ама дали нешто работат? Најчесто тие се исти членови на работната група за пишување на акцијскиот план. Последните 2 години нема одржано ниту еден состанок. И сега нешто што немам уште многу време, а би сакала да го кажеме. За да се тоа се спречи, треба многу да се работи на превенцијата, како и за многу други работи кога се однесува на младите. Значи сме говорили и за други проблеми. Што подразбира превенцијата? Што вие како граѓанска организација предложувате за да има превенција кај младите за оваа проблематика, бидејќи ми се чини дека навистина во денешно време, како што е достапна дрогата и психотропните супстанции, мислам дека никогаш не било така. Така да, превенцијата е еден од клучните столбови и на стратегијата која што имаме, и секој сака да работи превенција, меѓутоа главниот проблем кај нас е тоа што прво немаме доволно обучен кадар и се уште има заостанати сваќања во однос на тоа како треба да изгледа превенцијата. Ние сметаме, тоест не ние, него вообичаено се смета кај нас дека предавањето во училиште со 2 или 3 часа во текот на една година дека е доволно, меѓутоа тоа не е доволно. И на крајот тоа не е превенција од употреба. Тоа е само информирање на младите. Мислам дека треба и како некој предмет да биде застапено, не само воопшто да бидат опфатени повеќе работи. Апсолутно да. Значи, еве јас ќе спомнам како за пример, нели се повикуваме на позитивни примери. Исландска земја во која што има, мислам дека има 600.000 жители. Значи како едно Скопје. Тие пред 10 години направија национална програма за превенција дрога. Значи, во Македонија не постои национална програма. Исто така кај нас не постои ни национални стандарди за по кои што ќе се спроведува таа програма. Тие стандарди подразбираат што ќе се предава, на кој начин ќе се предава, во кој училиште, на која возраст, значи целосно како ќе изгледа таа програма за превенција и што други дополнителни активности ќе бидат преземени, затоа што едно е во училиштето, меѓутоа тоа исто така не е доволно. Го спомнав Исланд, значи тие се направија национална програма за превенција од болести на зависност. Тие повеќе имаат тогаш проблем со алкохол, негови со нелегални психоактивни супстанции, меѓутоа после 10 години важат за земја кој што има најмалку употреба на секој вид на психоактивни супстанции. Значи имало резултат. Да. Според нас први и основно треба да се направат национални стандарди за превенција кои што ќе немаме. И да согласно тие национални стандарди да се направи национална програма за превенција од употреба на дроги, кои што ги вклучат училиштата, стручниот кадар во училиштата, меѓутоа и родителите и младите. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е креирање на друг тип на активности за младите, каде што нема да се зборува за дрогите. Меѓутоа ќе се оснажи психолошката состојба на младите во насока и ќе да кажат не, односно да добијат вештини како да препознат одредени работи кои што се негативни и лоши и за здравјето и за безбедноста на младите, вклучително и за употребата на психоактивни супстанции. Значи, креирањето на тие вештини кај младите е клучното за тие и кога ќе дојдат во допир да некој им понуди дрога или да кажат не, јас тоа нема да го употребувам. Сега за крај само на кратко, во последно време е многу актуелна како да кажам, со супстанца снус, која што е така убаво спакувана во една кутија како за бомбони, меѓутоа внатре има кесички кои што младите можат да ги купат секаде низ сите трафики. Дали воопшто нешто ќе преземете околу тоа да таа се тргне од употреба и да биде достапна многу лесно на младите? Тоа е исто така еден од ризичните начини на користење на тутун,
Затоа што Тоа е практично за одвикнување од пушење, колку што може да се информираме, меѓутоа тие го користат за други работи. Да, никотин има огромна количина на никотин и ги уништува и непцата и забите и така натаму. Јас колку што знам, за нивото пуштање во употреба не постои како се нарекува на одлука. Не е дозволено таков тип кај нас, тоа не е регистрирано. Тогаш зошто се продава? Можеби има веројатно има некаква си законска дупка и затоа е присутно. Тука веројатно прво и основно што треба да се направи да се законски да се интервенира во однос на тоа. А вториот момент, знаете кај нас пушењето е забрането за малолетници. Така да исто така апел колку што не знам колку ќе го испочитуваат, ама оние кои што го продаваат, тоа е критично дело. Така е, да. Не може тоа да го продават на млади подосудни. Многу проблеми не можеме се во една емисија да спомнаме, меѓутоа затоа нели сме тука за се што треба. Еве драго ми е што започнавме една соработка како граѓанско здружение, па се што треба да информираме, може да ме искомуницирате, да презентираме до јавноста. Ви благодарам многу за денес. Се надевам дека се тоа што вие го правите како граѓанска организација за сите проблеми кои што се однесуваат на младите, ќе биде од корист на државата пред се, бидејќи нели вие сте тие, како да кажам, што ги покренувате работите. Би сакала уште повеќе да имате слух од нивна страна пак и тие да се вклучат повеќе за да се реализираат работите, активностите, па да имаме некој резултат позитивен. Да, се надевам и јас и ви благодарам за поканата. Сметам дека улогата на медиумите е токму таа да го покренуваат овие прашања и на информативно ниво, меѓутоа и да се малку подетално да се зборува. Да се зборува. Ви благодарам уште еднаш и уште еднаш честитки за јубилеот, па ќе се видиме, се надевам на поканите, ќе се гледаме таму. Почитувани гледачи, тука некаде е време за оној прилог кој што во секоја емисија ви го презентираме. Денеска одлучивме, бидејќи време на пост, великденски пост, па со магистар Татјана Павлова подготвивме еден прилог за тоа која храна и како нели треба да го терат овој пост, што повеќе да внесувате и се разбира ќе ви биде многу од корист, па предлагам од режија да го пуштат. Дали постната храна е здрава храна? Дали постната храна ќе ни ги намали килограмите или ќе ни ги покачи, се вечните дилеми кога се соочуваме со моментите дали да го започнеме овој или оној христијански пост. Доколку мене како нутриционист би ме прашале дали треба да постиме, јас секогаш велам едно големо да. Се наоѓаме во периодот на великденскиот пост или во христијанството уште познат како најстрогиот или најригорозниот пост. Меѓутоа, јас би рекла дека постот не треба да го гледаме само како ограничување на храна или да не фаќаат одредени состојби на паника дека ние би биле гладни или нешто слично. Постот, особено великденскиот пост, треба да го сватиме како едно природно прочистување на нашиот организам. Зошто? Бидејќи великденскиот пост најчесто ни доаѓа со почетокот на пролетта. Кога тука веќе имаме константно менување на годишните времиња. Значи преминуваме од зимски период, каде што сме јаделе помрсна храна, храна која повеќе создава топлина, значи изминатите празници каде што сме биле под одредени слави, собирања и така натаму, каде што и сме на некој начин сме си дозволиле повеќе храна од она што е потребно, сега е време полека телото да го исчистиме од тој вид храна и постепено да го припремиме за пролетниот па и летниот период. Пролетта е период кога нас ни се буди природата и кога веќе сезонските овошја и зеленчуци и како почнуваат постепено да бидат присутни на нашите трпези. Великденскиот пост се состои од исклучително растителна храна, дури во одредени периоди, доколку верски гледаме како е поставен, дури е отстрането и маслото, меѓутоа масло како масло конкретно. Рибата е многу малку застапена, што значи дури и протеините од животинско потекло нас ни се ограничени во овој пост. Кој треба, според мене, да внимава и зошто треба да се внимава доколку одлучиме да го применуваме овој пост? Категорија број 1 за мене се дијабетичарите. Најчесто намирници кои што
можеме и од нашите предци да ги видиме или сме сватиле дека треба да ги користиме во текот на постот се јаглените хидрати. Меѓутоа ние во овој период не правиме правилен избор на јаглени хидрати. Наместо да се насочиме кон сложените целозрнести јаглени хидрати, ние повторно одлучуваме да користиме прости јаглени хидрати и најчесто на нашите трпези е застапено билото лепче, макароните и орисот. Меѓутоа, постната храна не значи само дека треба да биде составен дел од овие намирници. Што се случува токму кога постиме? И зошто се тие епизоди на глад? И ние едноставно се плашиме дека во постот сме гладни. Значи, овие намирници кои што ги спомнав имаат висок гликемиски индекс, односно на нашето тело прават високи флуктуации на шекер во крвта. Поради тоа диабетичарите се една од оние категории кои што се најосетливи на неправилно спроведениот пост. Ајде да видиме која е листата и како нутритивно ние треба да си направиме селекција на намирници кои што треба да ги користиме. Значи, во текот на постењето нас не треба да ни изостанува ниту еден макронутриент. Не се тука само јаглените хидрати, тука се и протеините и мастите, кои што велиме дека се клучен избор за правилно избалансиран оброк. Кога станува збор за избор на јаглени хидрати, велиме дека тука треба да ги користиме целозрнестите житарки. Мој апел е колку може едноставно да ги користиме и во варена форма. Потоа, како извор на протеини, тука секогаш треба да ни бидат мешунките. Па така би рекла леќа, грашок, граф, соја, производи од соја како што е тофу, потоа најразличните семиња, јаткастите плодови, не само што се извор на масти, тие и tekako се извор на протеини. Од мастите, конкретно, постојат многу маслодајни култури кои што можеме да се ги вклучиме. Не мора да биде исклучиво масло, не мора да биде оброк припремен во длабоки масти. Значи да внимаваме и со пржената и похована храна во овој период. Тука би дала акцент на авокадото, би дала акцент на маслинките кои што можат да се користат како плодови, најразличните видови јаткасти плодови и најразличните видови семиња, значи како сончоглед, ленено семе, чија семе, семките од тиква и тоа како значи содржат одредени типови на масти. Како би требало да изгледа еден правилен оброк? Јас би апелирала зеленчукот да биде составен дел буквално од секој оброк. Зошто? Бидејќи билната храна, конкретно како билна храна, велиме дека е онаа храна која што изобилува со вода, значи во целите плодови нас ни се содржи вода, потоа изобилува со диететски влакна, кои што се и tekako исклучителен извор, односно и tekako се добри за нашиот дигестивен систем, потоа држат подолго време на ситост и оние флуктуации на шекер во крвта кои што ги спомнавме на почетокот, диететските влакна се нивни балансиер. Значи би кажала дека буквално прават баланс на високите скокови на шекер во крвта. Трето, значи билната храна не содржи холестерол. Па доколку се соочуваме со покачени вредности на холестерол и тоа како се препорачува верскиот пост да се практикува. Четврто, билната храна не изобилува со антиоксиданти. И нешто што би кажала е кога го припремаме оброкот или како редоследот треба да изгледа, првично би рекла да се консумира салатата, бидејќи самиот свеж зеленчук ни ги активира ензимите во нашиот дигестивен систем, со што создава подлога да може поуспешно да се преработат протеините и мастите кои што ќе ги внесеме подоцна во оброкот. Доколку мене ме прашате, после применувањето на постот, ние можеме и tekako да излеземе поздрави, да ги намалиме нивоата на шекер во крвта, да го намалиме холестеролот и ако целиот пост правилно и избалансирано сме го користеле и сме дошле до калориски дефицит, може да имаме и бенефити врз нашата телесна тежина, доколку некој сака да го применува постот
за да ги намали килограмите. Да, почитувани гледачи, тука некаде го завршуваме денешното издание на Ваш термин. Се надевам дека бевме корисни со овие информации кои што ви ги доставивме. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.